2 месеци санирање на пустошот кој го остави претходната власт. Новата влада мака мачи да најде пари за исплата на заостанати плати, неисплатени обврски, субвенции, покривање на направени долгови. Аналитичарите велат дека обвинителството треба да си ја работи работата и да ги испита сите сомнителни случаи на корупција поврзани со трошењето на државниот буџет. Сепак не се оптимисти дека некаков епилог е можен, особено затоа што и довербата во правосудството оправдано има низок рейтинг. Сметаат дека е неопходна и трансформација на јавните предпријатија за губари кои се бунар без дно и седиште само на партиски кадри без никаква продуктивност. Не исполниле, направиле нешто криминално или него испочитувале законот на некаков начин, се сноси санкција, дали кривична, дали прекршочна, и тука завршува целата приказна. Се додека реално добар дел од обвинители и суди не влезат во институциите каде што ги испраќаат оние кои се огрешуваат од закон. Примерот со Изет Меджити и со Накија Ѓорѓиев покажува дека апсолутно не сме на добар пат и дека повторно има две класи на луѓе, каде што е некои кои се над законот и другите кои мора да го почитуваат законот. За она што го сторија, требаше да лежат во затвор. Граѓаните сакаат да имаат подобрување на финансиската состојба, а компаниите да видат развој. Во наредниот период владата ќе го распише и повикот за општините на кои тие треба да конкурираат со капитални проекти кои ќе се платат од државниот буџет. Аналитичарите сметаат дека е клучно повеќе пари да се насочат кон развој на стопанството, а помалку за социјални трансфери и субвенции. Мнозинството кој го имаат во собранието им носи целосна сигурност да може да променат еден куп закони и генерално веќе ајде да почнеме да функционираме на правилен нормален начин. Треба да одат во бизнисот, во развој на стартап компании и поддршка на стартап компании. Со 30-40 милиони на годишно ниво и поддршка на компании кои извезуваат и вработуваат млади луѓе кои носат бенефити и огромни суми на пари, Македонија може да заживее. Кога се носеше ребалансот на буџетот, министерката за финансии рече дека оваа година поради лошата финансиска состојба во која е оставена државната каса од претходниците, ќе се крпи колку што се може, а планот е до крајот на годината да се стимулира развојот преку инвестиции. Имаше и обвинувања за злоупотреби во буџетот од половина милијарда евра. Премиерот Мицкоски фрли сомнеж врз работата на неколку државни предпријатија и обвини за епски криминал направен од страна на претходната власт на СРСМ и ДУИ. Обвинителството веќе отвори предистржни постапки за ваквите наводи, одржува средби со ревизори и постапува во сите случаи каде што има сомневање за злоупотреба на народни пари.